Господин Јакимовски, како коментирате договорот кој денеска беше потпишан во Грција за промена на името? Тоа е приватен договор и приватен аранжман на Зоран Заев и Никола Димитров, поддржан од оние кои што го поставија во Република Македонија. Она што е најбитно дека државниот врв нема консензус околу овој договор. Подеднакво значење има и владата, и собранието, и председателот на државата. Зоран Заев и Никола Димитров нема мандат да преговараат за име Ерга Омнес, за име за подеднаква употреба и за внатре и за надвор, туку во преговорите можеш само да разговараат за име кое што ќе биде, значи, за двојна формула. Република Македонија да се остане нашето уставно име, но за надвор да се евентуално преговара за географска одредница. Ова што е направено е надвор од рамките кои што го има националниот, односно државниот консензус, што значи дека Зоран Заев и Никола Димитров за ова мора да одговараат пред институциите на Република Македонија и не само пред институциите, пред историјата. На крајот од денот ќе успее ли Зоран Заев да ги убеди македонските граѓани на референдумот кој најверојатно ќе се случи на есен да гласаат за промена на уставот и промена на уставното име? Секој патриот, секој чесен граѓанин, секој што држи до достоинството, треба да им рече дека некои прашања не заслужуваат одговор. Тоа нивно референдумско прашање не заслужува одговор и народот треба да се гледа работата, а ако им треба тие нека излегуваат на референдум. Јас и мојата партија сигурно ќе го бојкотирам.